Здраво сите, добродовате во втората епизода од новата сезона на Дали ти е страв? Исусе Христе, проморморе во себе кога почна паѓаат првите снеговки. Ти се собра во бели кумчиња на мојата шофершемна, пред да ги укуче моите бршечи да ги читат. Чекав 10, не веќе 20 минути пред куќата на сестра ми. Ако влезев да ја чекам натре, досега ќе бев мртов благодарение на незините две сиви мачки. Сватки мали девојчиња, но убиство за моите синуси. Заради мојата алергија ќе добев подуени очи и за црвеното грбо, уште тоа ми требаше. Секој Божич нашето семејство го правеше годишното патување до кабината на моите баба и дедо. Сместено во шумите на Хоуп, Аљаска, а јас се надевав дека ќе победам обилните снежни врнеши што беа предвидени. Бидејќи дозволата на сестра ми беше суспендирана, еве ме пред незиниот дом заложник на времето, со мојот прст нервозно чукајќи на воланот. Кога мајка ми ме замоли да бидам тој што ќе однесе сестра ми до кабината, искрено се плашев од самиот почеток. Не беше дека се мразевме еден со друг, едноставно веќе не бевме толку блиски. По децени постојани расправи и горшливи несогласувања се оддалечивме и нашата врска се расипа. Да, бевме брат и сестра, но попрецизно кажано, остаток од она што некогаш бевме. Конечно, како портите на Валхала, незината влезна врата се отвори и таа излезе. Незината коса беше во шумско-зелена боја. Последниот пат кога ја видов беше бела, пред тоа беше виолетова. Дали зеде се, прашав, додека таа се качи на сувозачкото седиште. Одговори таа докато ги местеше очилата и остави неколку кеси на задното седиште. И само така ние бевме исклучени. Хоуп беше на околу 30 минути возење и не требаше долго да трае незгодната тишина меѓу нас. Не помогнало и тоа што радиото не работеше во мојот автомобил и што скршената задна врата правеше иритирачки звукови. До моментот кога стигнавме до автопатот што води кон Хоуп, патот се претвораше во дебел бел чаршав. За среќа, бавниковата вечер, долгиот дел до малата заедница на Хоуп беше брз и празен. Кабината била сместена во тврдина дрвја на 5 милји од главниот пат. Додека го правиме вртењето, сестра ми го отвори прозорецот, извади цигара и ја запали со запалката. Сакаш дим? Праша таа. Снег крцкаше под нас, не додека возам. Тоа е прав пат, ние практично веќе сме таму. Таа зеле влечење го дуна преку прозорецот. Сакам да се фокусирам на возењето, добро? Таа се поналоти и ги крена очилата. Ако си толку загрижен, вози поспоро. Тоа беше ударот. Парче мамка за да не намами во друга расправија. Но немаше да загризам, не овој пат. Возењето беше скоро завршено, а наскоро ќе бевме во топла дневна соба со кренати нозе, шилесто јајце во раката и джингл бел со рок на Боби Хилмс ќе ја чеше од радиото. Веќе може да го слушам чичко ми Джет како извикува едно неговите груби шеги. Зошто да мраз има толку голема? Еј, сестра ми викна, удирајќи ми по рамото. Одирајќи по рамото и кашкувајќи ми го умот назад кон шофершемната. На патот ни застана големото тело на ирваси. Очи ширум отворени и празни. Не се движеше како што го најдоа добите светло. Во паника го заврте воланот. Автомобилот нагло кршна настрана. Ирвасот, познати како Карибу, остана мирен. Дури кога автомобилот му се приближи на неколку сантиметри од неговиот нос. Застанавме до главната патака. Боже, воздивна со олеснување, дали гудривме? Не, рече сестра ми, наведнувајќи се низ прозорецот за да провери, додека издишуваше уште еден облак чад. Го намотав воланот наоколу и го притиснав гасот. Тркалата се шкрипа од своето место, испуштајќи топчиња лапавица, но не поместувајќи се ни инч. Совршено се кажав и се одвиткав од седичето за да го проверам. Двете предни гуми беа покриени со црн каше снег и практично проголтани во насипот снег. Го шутнав, обидувајќи се да ги чиснам ледените остатоци од тркалата и под бандашот на тркалото. Кога тоа ми измори, посегнав да го чиснам со прстите. Не се приближувајте, слушнав како сестра ми вика кон темната силуета на ирваси со рогови како шилести прсти кои посегнуваат по врвовите на дрвјата. Потоа таа направи еден вид за препастен крик, проследен со што поѓаволите. Го подигнав погледот од снегот. Што да видам? Ирвасите сега стојаа високо на двете задни нозе.
Изгледаше чудно, како глупава карикатура што би ја виделе во детска книга. Но, таму во тишината на шумата тоа беше морничева слика. Начинот на кој неговата нејасна форма стоеше на само две нозе, одржуваше равнотежа речиси налик на човек. Заради некоја причина израсо немаше опашка. Неговиот мускулес врат се сврте настана и испушти плачлив крик, мизерно пискање налик на две мачки кои се караат. Нозете ми беа скулптури од мраз, кои ме зацементира на самото место додека крикот стигнуваше до низа важни кашвања. Ирласите паднаа во првобитната положба и силно газеа. Издув на бела пареа ми излезе од ноздрите. Не бев ловец, но не требаше многу да знам кога наводненото животно се спремаше да ме нападне. Скокнав кон возачкото седиште. Ја повлекав вратата и ја затворив со удар, кога ме допре придушениот удар на копитата. И ирласите почна да гребат по автомобилот додека нивното големо тело практично леташе над кровот. Брзо, многу брзо. Сестра ми врскаше додека неголемиот дел на нејзиниот писок се навраќаше наоколу, а ирласите повторно скокаа. Овој пат кршејќи ги фаровите и потопувајќи во темнина. Ајде тргни веќе, сестра ми викна. Се обидувам по ѓавалите. Тркавата продолжија безпомошно да се вртат. Бевме заробени. Суштествата повторно не нападнаа, овој пат наваѓи по прозорецот. Појажина од пукнатини процвета во близина на главата на сестра ми. Барав се, буквално се, што би можел да го користам како оружје. Никош не сум бил љубител на оружјето, но во тој момент би ја избричил главата и би им се придружил на световните монаси, ако тоа ќе ми помогнеше да имам глок во раката, токму тогаш и таму. Откако уште го затресе автомобилот и расите конечно изгубија интерес и исчезна среде кластерот на дрвја. Дадовме малку време да здимнеме и да го процесираме оно што ни се случи. Му телефониравме на тато и му кажаме за ситуацијата. Тој требаше да следе со својот пикап и да не одврзе и да не излече од овој хаос. Погледна во сестра ми која долго и постојано дишеше меѓу нејзините прсти. Дали си добро, прашав. Што мислиш, мрмореше таа. Ти реков да забавиш. Уште една таква провокација да кажеш и ќе се развикав. Сакаш да бидеш корисна? Викнав. Излези надвор и туркај. Не, тогаш престани да збориш по ѓаволите. Не ми треба твојот совет во моментов. Таа не рече ништо друго, а ниту јас. Враќајќи се уште еднаш во беззвучноста на тишината на која потклекна нашата врска. Колку побрзо дојде татко ми, толку подобро. Одеднаш таа го спушти прозорецот надолу. Што правиш, прашав. Шш, таа ги стисна устните, само слушај. Навалувајќи се до неа, чекав и сигурно. Звукот стигна и до мене. Тивкиот глас на мало девојче кој доаѓа од надвор. Некој ле лекаше. Изгубен сум, те молам помогни ми, изгубен сум. Сестра ми ја отвори вратата и ми даде знак да ја отвори. Ја фатив незината рака. Што правиш? Таа кажа. Има некој таму. Само почекај една секунда. Чудно е, нели? Гласот продолжи да писка, гушејќи се меѓу липање и молење за некој да помогне. Не ми се допадна како звучеше. Истото трајно влечење меѓу зборовите, истите звуци на плачење. Како некој дудира силно на звучникот. Нешто не беше во ред, а моите инстинкти цело време дава вознемирувачки знаци. Тогаш сестра ми ме погледна и незиниот израз се искриви во шок. Таа се залепи за столчето, прицврстувајќи се намназад. Работите што звучеа како зборови се избулнаа, но не излегува од грвото. Се свртев и видов што ме гледа. Надвор тоа имаше лице на човек, обкружен со шарено крзно на карибу. Кожата беше мумифицирана кафена боја, цврсто намотана околу долгиот череп како стара збрчкана кожа. На неговите широки безизразни очи паднаа снегоки и се стопија во темните мембрани на зениците. Тој го обиколи автомобилот. Ги замагуваше роговите ги замагуваше и роговите и прозорците додека гледаше внатре. Срцето ми ги затресе двидовите на грлото. Ги закочи очите со сестра ми. Не можев да кажам ништо за чистото неверување. Требаше да го грабнам телефонот, да направам фотографија, да снимам видео, било што, но моите мисли беа замрзнати. Потоа го испушти истиот тој ужасен крик, но не ги видов неговите стегнати, згршени устни отворени. Звукот доаѓаше од неговиот врат. Долги праволински отвори кои се отвараха како усти го испуштаа високиот тон во имитиран плач на мало девојче. Помогнете ми, изгубена сум, помогнете ми, се стаписав јас. Ваговот на мојот поглед догледав нешто.
Ете го пикало на татко ми излезе на виделина. Спуштајќи се по патеката. Ирвасите или што и да беа избегаа кон шумата во снежната густина. Никој не ни веруваше. Зашто би ни верувал? Ако некој ми раскажеше оваа приказна, ќе претпостави дека е под дејство на некој луд психоделик. Но реалноста на она што го видов беше ладна и тоа е нешто што се уште до ден денес не можам да го сочвакам. Наместо да спиеме таа ноќ, сестра ми јас цело време направивме некои истражувања што не доведоа до митот на скијачите. Некакви суштества способни да имитираат гласови да се маскираат во животни за да ги намамат луѓето во шумата. Откако ги прочита сите извештаи веќе не сомнеш во мојот ум и на веростојноста на тоа што го видовме. Честопати таа ноќ гледав низ прозорницот и гледав во дворот, прашувајќи се дали ќе го видам тоа кожесто лице како гледа дрворедот. Но не видовме ништо. На голема фрустрација на моето семејство, ниту јас, ниту сестра ми, никогаш повеќе не го направивме тоа патување кон Алјаска. Но од сето ова произлезе една златна работа. Јас и сестра ми никогаш не сме биле поблиски од тој настан па наваму. Па, дали ви е страв? Па, што друго да кажеме за оваа изворена приказна можам да кажам. Значи, како што слушнавте, ова беше мене лично баш ме заинтригира до самиот крај, не знам што точно се случи со тие ирваси, но сепак мислам дека овој крај беше добар и сепак не се случи ништо лошо со брата лицетата, но сепак овие ирваси го дадоа тој тој надприроден елемент кој што го очекувавме, како што слушнавте тие ирваси заради некоја причина ја заобиколиле ковата на раторот и почнале да ја кршат, почнале да скокаат врз незе и да ја пробувале да ги скршат стаклата и да ги убијат веројатно овие брати и сестра, но сепак тоа не се случило. Веќе вториот пак кога ги нападнале луѓево, таткото нивен татко дошол со пикап джипот и кога он пристигнал тие избегале, заради некој причина избегале и како што слушнаме ништо лошо не се случи со нив. Сега тој надприроден елемент кој што е да речам клучен за оваа приказна тоа што тие ирваси биле некои суштества кои што се преправиле дека се ирваси и имале таа надприродна моќ да имитираат човечки гласови како би намамиле луѓе да дојдат во шумата и да ги убијат веројатно, Тоа беше тоа што можеме да го заклучиме од оваа приказна и мислам дека мене лично многу ми се допадна оваа приказна. Мораме да кажеме дека оваа приказна е од сајтот Крипипаста, припаѓа на некој анонимен човек и како таква можеме да кажеме е фикција. Ова не е доживеана ова и не е вистинито, ова е чиста фикција, Како што кажаме, ќе обработуваме многу вакви приказни во оваа сезона на дали ти е страв. И мислам дека можеме да заклучиме оваа втора епизода. За неколку дена доаѓаме со нова епизода од теконата сезона на Дали ти е страв. И очекувајте не, друго мислам дека не можеме ништо да кажеме, мислам дека јасна е оваа приказна, мислам дека разбравте се што се случи со овие двајца луѓе, односно не се случи ништо, пред тие преживеа, а доколку не ви јасно преметајте епизодава и уште еднаш слушнете што точно се случи во оваа приказна. Од мене чао и се гледаме за скоро време.